Пресконференција на тема наводни злоупотреби со нафта за грејење одржа СДСМ Штип, а главен за отстрел повторно име градоначалникот Иван Јорданов. Иван Јорданов во континуитет покажува дека е шампион во префрлување на сопствената вина врз друг. Овој пат неповикан се обиде да го бара виновникот за мега скандалот тежок 18 милиони денари насекаде, но не и таму каде што е најочигледно, односно помеѓу неговите соработници и сопартијци. Згоре на се, тој лажно се представува како подносител на кривична пријава, иако фактите кажуваат нешто сосема друго. Симптоматично е што пријавата е проширена со ново осомничени после стапување на должност на новиот технички началник во СВР Штип. Затоа, инсистираме институциите да го расветат случајот во целост, без обиди на ново назначените за заташкување и разводенување на истите. На веќе третата рунда обвинување на истата тема за наводните малверзации со нафта, Јорданов денес одговори иронично, повикувајќи се на несериозност, истрошеност и манипулација од страна на СДСМ. По она кое што можам да го искоментираме дека како ќе се ближат изборите, така Социјалдемократскиот сојуз ќе излегува со лаги манипулации и ќе бара виновник во нивните измислици. Очекувам да излезат со обвинение против градоначалникот на општина Штип дека е виновен можеби и затоа што врне дожд или дува ветер. Очекувам да се занимаваат предизборно со вакви манипулации и измислици. Јас ќе им порачам дека тие се партијата кои што ќе бидат запишени во црната на црните страници од историјата, затоа што се партија која што нанесува зло на Штип, нанесува зло на Македонија. Очекувано е од нив предизборно да ја замајуваат македонската и штипската јавност. Јас ќе продолжам секојдневно да реализирам проекти и да работам. На крај, кога ќе завршат сите овие активности, ќе останат проектите и работата и по тоа ќе се компарираме. На крај граѓаните ќе ценат кој колку сработил, а не кој што кажал и што успеал да изманипулира штипската или македонската јавност.